Слушате Пелагониска хроника. Радио Пела 96,8 FM. Настани на денот. Се бараат најдобрите решенија за поврзување на локалната патна мрежа со новиот автопат Прилеп-Битола. Општина Прилеп избра локално собрание на млади. Двајца прилепчани полицијата ги приведе, останаа и без возила. Дизелот поскапува од полноќ, цените на другите горива остануваат исти. Времето денеска сончево со мала локална облачност. Урбан маркетинг. Држи се до кралските манири и уживај во кафана со Крали Марко. Пиво за уживање. Осигурајте ја вашата иднина со компанијата на која и верувате. Локацијата е нова, а довербата сигурна. Протектор, друштво за застапување во осигурувањето Прилеп, на нова локација во близина на Чумовчанец на улица Сотка Ѓорѓиевски, број 38. Ние сме друштво за застапување во осигурувањето Протектор. Соработуваме со компаниите Винерлайф од областа на животно осигурување и со Македонија осигурување од областа на неживот. Протектор, ваш заштитник од ризици со полиси за животно и имотно осигурување. Нудиме полиси за автоодговорност, зелен картон, патничко осигурување, каско осигурување, имотно осигурување, здравствено и животно осигурување. Ексклузивни застапници сме за истоимената полиса за животно осигурување Протектор, која може да ја добиете исклучиво кај нас. Посетете ги на новата локација, проверете на веб или на Facebook страната Протектор, друштво за застапување во осигурувањето Прилеп. Телефон 073 555 006 во близина на Чумовчанец. Урбан маркетинг. Со вас во студиото со гласовна поддршка Гордана Цветанов. Во општина Прилеп се одржа координативна средба на градоначалникот Продановски со представници на компанијата Бехтел Јенка, јавното претпријатие за државни патишта и Градежниот институт на Македонија. Целта на средбата беше зајакнување на координацијата за сообраќајните решенија во рамки на изградбата на автопатот Прилеп-Битола, кој е дел од коридорот 10D. Беше истакнато дека е важна поврзаноста на локалната сообраќајна мрежа со новото автопатско решение, со јасна регулација на сообраќајот и функционална распределба на движењето во и околу градот. Целта е урбанистичко инфраструктурно заедничко решение, што ќе обезбеди поквалитетен развој на Прилеп, поголема безбедност и подобра поврзаност на граѓаните и стопанството преку автопатските и магистралните патишта што се градат во регионот. Општина Прилеп го избра локалното собрание на млади, пред кое предстои конститутивна седница за почетокот на новиот мандат на делегатите и нивните заменици, по чие конституирање ќе биде објавен повик за представници во локалниот младински совет. Согласно донесеното решение, во собранието се избрани 12 млади делегати и 12 заменик делегати, вкупно 24 млади представници, што ќе ги застапуваат интересите на младите граѓани. Младинските делегати и заменик делегати доаѓаат од повеќе организации, вклучувајќи Црвена младина Прилеп, ученички заедници од средните општински училишта Ристе Скиричко, Кузман Јосифовски Питу, Орде Чопела, Ѓорче Петров и гимназија Мирче Ацев, локалниот клуб на СДММ Прилеп, Младински совет Прилеп, коалиција на младински организации Сега, УМС ВМРО ДПМН Прилеп, Сдружение за правна едукација и транспарентност станица 5 Прилеп и извиднички одред Феникс. Локалното собрание на млади е тело кое го сочинуваат млади представници од различни младински и ученички организации и има советодавна и застапувачка улога за прашање од младински интерес во локалната самоуправа. Според донесеното решение, целта на овој состав на локалното собрание на млади е да спроведат избор на членови во локалниот младински совет.
Оваа институционална форма е предвидена со Законот за младинско учество и младински политики, според кој локалните совети се важен механизам за вклучување на младите во креирањето политики и донесувањето одлуки што директно или индиректно влијаат на нивниот живот, со цел да биде засилена нивната улога во општеството и во локалните процеси на донесување одлуки. Иницијативата е значаен чекор кон јакнење на младинското учество, создавање простор за гласот на младите да биде чуен и за конкретни придобивки да се реализираат на локално ниво. Според билтенот на СВР Битола, само вчера биле запрени 20 возачи на моторни возила од Прилеп кои не поседувале возачки дозволи. Тие се уапсени, нивните возила се одземени, а против нив ќе следуваат соодветни пријави. На 26 февруари во 12 часот и 30 минути на улица Дојранска во Прилеп, полициски службеници од ОВР Прилеп го лишиле од слобода СР од Прилеп. При контрола во сообраќајот, полициските службеници сопреле патничко возило Volkswagen Golf со прилепски регистарски ознаки управувано од СР, при што било констатирано дека го управувал возилото без да поседува возачка дозвола. Истиот ден, на 26 февруари, во 13 часот и 30 минути на улица Брајча Миладиновци во Прилеп, полициски службеници од ОВР Прилеп го лишиле од слобода ВД 18 годишен од Прилеп. При контрола во сообраќајот, полициските службеници сопреле патничко возило Фијат со прилепски регистарски ознаки управувано од ВД, при што било констатирано дека го управувал без да поседува возачка дозвола. И уште една информација од полицискиот билтен, денеска на 30 минути по полноќ на улица Круме Јосковски во Прилеп, полициски службеници од ОВР Прилеп го лишиле од слобода АМ, 23 годишен од Прилеп, затоа што кај него била пронајдена прашкаста материја. По документирање на настанот против него ќе следува соодветен поднесок. Од полноќ за 2 денари по литар поскапува дизелот, а цената на бензините останува иста. Ова е денешната одлука на Регулаторната комисија за енергетика. Новата малопродажна цена на евродизел ќе биде 71 денар по литар, а на екстра лесното масло за домаќинство 70 денари за литар. Евро супер 95 и понатаму ќе се продава за 73,5 денари, а евро супер 98 за 75,5 денари за литар. Временска прогноза. Времето денеска сончево со мала локална облачност, ќе дува слаб ветер од променлив правец. Во Прилеп сончево со мала локална облачност со слаб ветер од променлив правец. Минималната температура се спушти до 0 степени, а максималната достигна до 14 степени. Според најавите од Управата за хидрометеоролошки работи, во наредните денови заради влијание на поле на висок воздушен притисок ќе има стабилно и суво време, а дневната температура ќе биде во пораст. До средината на следната седмица ќе дува слаб до умерен ветер од јужен правец, а по одделни котлини ќе има појава на магла. Временска прогноза. Продукција Радио Пела, февруари 2026. Уредник Гордана Цветановска. Техничка реализација Никола Димески.